Овој разговор ќе го почнеме со вашиот, односно Facebook статусот на иницијативата О2. Што знаеме за излевањето од рудникот Тораница во Крива река? Неколку, односно 4 анализи направени, сите со различни наоди. Што може да ни кажете и што знае невладиниот сектор, што знаат активистите? Значи, од сите анализи заедничко е тоа што поради зголемените параметри пред се на оловото, водата е во категорија на пета класа, тоест водата е многу загадена и не може да се употребува за ниедна намена. Значи, постоја различни информации во наредните денови. Прво излезе градоначалникот нели со информации од една акредитирана лабораторија, според која беа надминувањето и на тешките метали, на кадмиум, и манган, и цинк, па и цијанидот беше зголемен не 100 пати, меѓутоа 14 пати, кој е исто така високо ниво, и потоа излегува и од рудникот со своји анализи, така да ние се обидевме да добиеме информации од сите тие институции, ги добивме извештаите и она што беше од извештаите само го приложивме како факти, како е мерено и кога е мерено. Она што нас не загрижува е тоа што Државниот инспекторат за животна средина, кој е задолжен за контрола, во денот кога го повикале да направи увид на настанатиот инцидент, нема земено примериоци за тестирање. Значи, тоа не е дозволиво, ние се обративме и до Министерството за животна средина и до Државниот инспекторат за животна средина. Поведена е постапка и до инспекцијски совет, исто така е поведена постапка, како и самата директорка што кажа, па ќе видиме што ќе се случи со тоа, дали ќе најдат пропусти во работењето на инспекторите на терен, бидејќи едноставно и да немало загадување, како што тврдат, или била заматена водата, тоа треба се темели врз основа на одредени анализи. Такви анализи не се земени од институцијата што е задолжена за тоа. Земени се од субјектот, земени се од градоначалникот и земени се од риболовно друштво. И со тоа што едните се тестирани анализите во една акредитирана лабораторија, од субјектот Булмак се земени дента, меѓутоа се тестирани некои после 12 дена, според кои податоците што се добиени дали се релевантни или не се со оглед на тоа што, да речеме, цијанидот после толку дена не може да ги има истите вредности како во моментот кога е земено. Меѓутоа сето тоа останува на институциите да увидат, да видат каде се направени пропустите. Според нас има пропусти и требало да се реагира одма, бидејќи после 12 дена се покажува дека загадувањето е високо, треба да се информираат и граѓаните, значи они кои ја користат таа вода, дали за наводнување, да едноставно да бидат информирани, да знаат како да постапуваат. Исто така не застанавме тука. Исто бараме увид, да се направи увид на Булмак 2016 пробишти, подружница рудник Тораница, Крива Паланка. Значи, дали има надвишување на узводната и низводната брана на постојаното хидројаловиште број 1 над дозволено од рудникот Тораница Крива Паланка и дали ги има потребните согласности од надлежните министерства, како Министерството за животна средина, Министерството за транспорт и ИЗИС. Што ова значи? Да ми го објасните за да го разбере секој. Ова значи дека ние имаме одредени информации од свиркачи, да речеме, дека овие некои работи од како што работи рудникот не се во тие граници како што би требало, дека постои сомнеш и сакаме тоа релевантните институции да го проверат и да излезат на терен и да го проверат. Значи имаме информација дека ќе постапат по оваа преставка. Исто така баравме и од Министерството да се направи проценка на настанатата штета на животната средина. Значи од Природно-математичкиот факултет, така да и за Институтот за
земјоделство за да се види почвата колку е загадено, дали какава кој ниво е загадувањето на околните почви. Неколку пати спомнавте дека повикувате институциите да дојдат и уште еднаш да направат мерење, да направат испитување на крива река. Кој точно треба да дојде? Министерство за животна средина, Инспекторат за животна средина, кој треба да ги направи финалните анализи? Булмак има интегрирана дозвола и тоа е надлежност во однос на животната средина на Државниот инспекторат за животна средина. Добро, и што треба тие да Значи, да прво оценат? Во моментов се уште е загадена водата? Сега во моментов немаме анализи дали е намалено ова загадување од 5-та категорија, во секој случај треба да се провери и да се информира соодветно, како што кажав, граѓаните и жителите на потечението. Мислам, не е проблем само крива река, потоа се влева во Пчиња, Нели па и Вардар. Да, најверојатно претпоставувам дека не е толкав толкав обем, меѓутоа околните почви доколку се користела водата за наводнување, дали има последици исто и по живиот свет, риби, помор и слично, во моментот немало, меѓутоа одредени последици може да има и понатака. Бидејќи е река истекува водата, Така, да. И натаму се загадува, тоа едно исто место е со лош квалитет на вода, или? Во моментот кога имало најголемо прочисти сама по себе, сакам да прашам. Тоа ние не знаеме, треба институциите да ги направат, значи пред се овој Државниот инспекторат за животна средина, како што гледам едните испитувања и тоа морам да напоменам беа од Институтот за јавно здравје. Добро. Значи според сите мерки, сите потатоци што ги имавме од овие извештаи се покажува дека водата беше од 5-та категорија дента ние кога ги објавивме сите овие извештаи кога ги има. Од тогаш е поминато 5-6 дена. Би требало да се излезе со нови соопштенија. Меѓутоа, ова сега што го бараме во насока на проверка дали се уште постојат одредени неусогласености и недоследности во процесот на работа од страна на овој субјект, да се проверат на време за да не дојдеме во ситуација да имаме повторно некои инциденти, а во однос на ова што се случило веќе, бараме и одговорност. Значи, очекувам институциите да проверат дали има пропусти во работата на инспекторатите и некој соодветно да одговара. Бидејќи податоците се тие покажуваат дека имало загадување. Што значи, може ли да се даде некаква дефиниција манган повеќе за 4%, олово за 4%, кадмиум за 22%? Како ова да знаеме колку е тоа опасно во водата? Па, затоа се класифирани овие води, имате отпадни води и води за пиење, ние ги гледаме сега отпадниве води. Добро. И сепак постојат тие класи на намена. Затоа и се класифицираат во однос на тоа дали таа отпадна вода, значи во тие отпадни води секогаш има некои од овие и тешки метали и други супстанции кои не се дозволени. Меѓутоа, ако се наводнува почвата е опасно, така? Па да, оловото се таложи, прави големи оштетувања кај сите живи организми. Како ќе коментирате казната 200.000 евра за рудникот? Прво, изречена е казна без соодветна анализа каде е проблемот. Значи, ако тврдиме дека ако е тој оној мал инцидент за кој тврдеа дека е техничка вода, добро, повеќе беше во насока да се смири јавноста, бидејќи и таа казна понатака иде на преговарање и може да се одлучи, тоа е дозволено по закон, да биде и половина од тоа. Меѓутоа, се уште таа казна не е изречена и не е толкава. Значи... А во однос на тоа што сметаме дека инцидентот е поголем, како што и се сомневавме дека протекува јаловина, не техничка вода, тоа е сериозен прекршок и веќе е трети прекршок кој го има направено овој субјект, значи Булмак, и според тоа баравме и да се одземе интегрираната дозвола, бидејќи очигледно според принципите дека се залагаат за
заштита на животниот, работат според процес кој не го загрозува во таа мера животинскиот свет и животната средина, очигледно со толку прекршоци не ја заслужува таа интегрирана дозвола. Меѓутоа тука повторно треба институциите кои ја дале оваа да направат увид, тоа го баравме ние од Министерството за животна средина и да преиспитат собственоста на оваа интегрирана Ова дозвола. не е прв случај од тешка индустрија, делот од водите со кои што работат, дали се отпадни или некаква техничка вода да се излее во некој од нашите реки. Кои се искуствата од претходно, како завршувале тие случаи? Па секогаш значи имаме спогодбени во однос на тоа какви се казните во споредба со профитот кој го имаат овие субјекти, мислам како казна едноставно не може ни да се искористи за некоја поправување на тоа што се уништило, меѓутоа нема ни она корективна улога да субјектот не ја повтори таа казна. Ако едноставно казната за нив е премногу ниска, не се вложува во самиот процес да се подобри или да не дојде да има поголема контрола, да не дојде до некакви слични инциденти во иднина. Сигурно не можете прецизно да ми одговорите, но барем еве округло да го кажеме, колку време ќе треба да се од оваа пета категорија на вода да дојде во нешто нормално? Колку време ќе треба и што треба да се направи? Ја не сум стручна точно да кажам, предпоставувам сега дека најверојатно може Години се во прашање? Не, мислам дека не, меѓутоа она загадување што постои во почвата. Добро. Што оловото што веќе е абсорбирано во одредена растенија и храни ќе се внесува и тоа е она знаете самите во некои производи кои ќе се наде наддозволена количина на олово веќе се забрануваат за користење. А сега е пролет, имаме буквално нели и зеленчук и храна на нашите пазари кои ги користиме како наводно за здрава храна и добро е да се користи таа храна, меѓутоа не знаеме колку е испитана, дали е од кое подрачје и ја купуваме како колку здрава, е навистина а дали е таа здрава е друго точно, прашање. доколку доаѓа пакувано или проверено од одредени институции, да речеме до негде има контрола, меѓутоа она што иде на пазарите кај нас колку е исконтролирано и колку имаме ние евиденција од каде е прекупено и од кое подрачје доаѓа. Така. Мислам, ова сега се прави голема штета и на самите луѓе кои се производители од тој крај. Може едноставно во нивниот дел и нема загадување, меѓутоа луѓето од страв веќе според сите овие информации што тврдат да продаваат, тоа ќе биде. Значи, не е работава дека се ствара паника или не, едноставно треба да имаме податоци релевантни и навремени за да не доаѓа до вакви случаи. И кога не дај Боже ќе се случат вакви инциденти, треба навремено да се реагира и да се каже отворено, транспарентно тоа е, меѓутоа да го заштитиме населението, се случило, ќе почекаме, дај да видиме што имаме, каква штета имаме или немаме. Меѓутоа не можеме да шпекулираме, мора да имаме податоци и да се испита. Да се навратиме на случајот како започне, како излеа, како дојде до овој инцидент? Имате информациите? Значи, ги имам информациите и од она што се пласираше во јавноста после инцидентот, мислам директорот на неколку јавни медиуми тоа го кажа кога се случил инцидентот околу 6 часот. Ние утрото имавме дојава, пак би рекла од луѓе што се таму. Добро. Значи не ги собравме информациите само од социјални мрежи, иако имаше многу постирања на тоа како изгледа реката, видеата, меѓутоа добивме информации од луѓе кои добро ја познаваат ситуацијата. Така да не беше само шпекулација, него едноставно беше загрижувачка ситуацијата, затоа и ние одма објавивме пост со сликите и побаравме истиот момент Дижис да излезе на терен и да земат примероци согласно нивните работни задачи да се провери колкава е загадувањето. Така. Сега фирмата си работи, рудникот си работи, нема никакви отстапки, нели?
Нема, сега се процедуриве во тек. Сега треба да речеме да дадеме некое време, меѓутоа да не биде тоа време кога ќе заборавиме или ќе мислиме дека се поминало. Ние едноставно го следиме процесов да видиме што ќе одговорат институциите. Сега за сега ни одговараат, мислам имаме ни одговорија дека ќе постапат по одредените представки, па ќе видиме што ќе се случи, какви ќе бидат тие во конечниот извештај. Само уште за крај еден коментар ми треба. Градоначалникот на Крива Паланка најнапред велеше дека за 100 пати е надозволеното цијанидот, потоа дека нема толкова зголемување, па целиот случај доби и политичка позадина. ВМРО побара и оставка од градоначалникот. Како ги коментирате сега и ова најде место за да се политизира како случај? Значи, градоначалникот излезе со релевантни податоци. Најверојатно сгреши во податокот дека е 100 пати зголемен цијанидот, беше 14 според тие податоци, меѓутоа сепак е висок. И сега не можеме да тврдиме дека ако не било 100 пати, 14 пати е добро. Од друга страна, секогаш ке нас кога не можеш на информациите што ги добиваш да најдеш мана, наоѓаш на тој што ги пласира информациите. Иако не беа лично негови, него беа од акредитирана лабораторија. Така, тој само презентираше. Да, само презентираше. Како што кажувам, не се фокусираме на информациите што ги имаме, се фокусираме кога не треба негде да најдеме мана или да ги оспориме тие информации во однос на тој кој ги пренесува тие информации. Заради тие причини, затоа зашто и Булмак излегува со свој извештај, исто по акредитирана лабораторија, потоа ги чекавме и резултатите кои ги зема риболовното друштво Дента, меѓутоа дојдоа покасно и кога ќе се соберат сите информации, водата беше загадена од 5-та категорија. Ние остануваме во контакт кога ќе имате нови информации, дали од инспекторатот, дали од министерството, ќе бидеме во контакт, па ќе видиме што можеме да се стори понатаму. Добро, ви благодарам на просторот. Така, фала ви на вас.